Функционерите на власта решаваат да се сокријат преку пишани статуси на социјални мрежи, со бледи, несодржински и празни статуси, наместо да одговорат конкретно на прашањата на јавност. Согласно тврдењата на Деспотовски, во Македонија за помалку од 2 години има договори за нови инвестиции од над 620 милиони евра, и тоа над 70% биле нови компании кои за прв пат инвестирале во Македонија. Па го повикуваме јавно Деспотовски да ги објави и барем за една од тие да каже како тој лично ја привлекол инвестицијата, кои методи и знаења ги употребил. Имено, повеќето така наречени нови инвестиции се всушност проширување или реинвестиции на претходните, чие доаѓање тогаш беше критикувано дека се случува само поради високи субвенции. Сега нивните, претходно планирани проширувања, се представуваат како нови инвестиции и проекти, а се доделува дополнителна државна помош. Еве и неколку примери за тоа. Johnson Controls и Johnson Matthey дојдоа во Македонија во 2007 и 2008 година. До 2022 година, овие две компании, или во случајот на Johnson Control, каде ја користиме Аптив како наследник на проектот во истиот објект, се уште се помеѓу 5 најнапредни и најсофистицирани странски директни инвестиции во Македонија. Од каде тогаш коментарот дека сега се привлекуваат понапредни компании? Дали на инвестицијата од Питсбург во Жабени или корејската од Тирс Скопје 2, кои беа претходно најавени, се откажани бидејќи не беа доволно напредни или можеби пак е обратно. Поради капацитетите на дирекцијата, кои се нотирани во извештајот на Државниот завод за ревизија, инвеститорите сватија со кого си имаат работа, па се повлекоа. Второ, во однос на реинвестирањето. Повеќето компании при првичниот инвестициски проект имаат 10 годишна стратегија со 2 до 3 инвестиции во својот инвестициски циклус. Зошто ова реинвестирање се презентира сега како некој успех, кога тоа компаниите го предвиделе уште од самиот почеток? Пример за тоа се компанијата Кемет, Гересхаймер, Костал, Кромберт и Шуберт и слични. Трето, каде е американската компанија Дженмар од Питсбург во Жабени, заради која дел од зоната Жабени се пренамени во Тирс, и каде е Ричи & Санс во Струга, каде е турската компанија Мепсан во Скопје 1 или јужнокорејската инвестиција Алмак во Скопје 2 зоната. Бидејќи Јован Деспотовски вели дека резултатите во делот на странските инвестиции се видливи, еве повторно, јавно го прашуваме која е стратегијата за привлекување на странски директни инвестиции. Кој точно привлекува нови инвестиции, на кој начин и каде? Кои се приоритетни сектори и кој кадар има знаење и искуство во истите за да ги анализира и избере таргетираните компании? Кој како и за колку пари ја промовира Македонија како инвестициска локација? Исто така, очекуваме Јован да одговори до каде е камен темелникот на ЕГО во Тетово, која требаше да се стави на денот на рамковниот договор. 3 месеци поминаа од камен темелникот. И за крај, Јован Деспотовски треба да одлучи дали зборува од името на директор на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони или зборува како политичар, иако не сме запознаени за никаква негова партиска позиција, освен за една неуспешна кандидатура. Ви благодарам.